Колеги, ќе почнеме, може? Почитувани граѓани, почитуван градоначалник, колеги советници, врз основа на член 39 став 2 од Законот за локална самоуправа, член 19 став 2 од Статутот на општина Валандово и член 60 став 2 од Деловникот на Советот на општина Валандово, ја отварам 34-та редовна седница на Советот на општина Валандово. На оваа седница вкупно се присутни 15 советници, со што Советот може полноправно да одлучува. За дневен ред на 34-та редовна седница ги предлагам следниве точки. Точка број 1. Информација за остварување на правото на користење на средства во вид на еднократна парична помош во општина Валандово. Точка број 2. Предлог одлука за примање и давање на трајно користење на движни ствари на Средното општинско училиште Гоце Делче Валандово. Точка број 3. Годишен план за вработување на Основното општинско училиште Јосип Броз Тито Валандово за 2025 година. Точка број 4. Годишен план за вработување на Основното општинско училиште Страшов Пинџер, село Јосифово Валандово за 2025 година. Точка број 5. Годишен план за вработување на Средното општинско училиште Гоце Делче Валандово за 2025 година. Точка број 6. Предлог одлука за субвенционирање на семејствата кои имаат ученик запишан во прва година во Средното општинско училиште Гоце Делче Валандово во учебната 2024-2025 година. Точка број 7. Предлог одлука за давање согласност и областување за подмирување на долг за испорачена електрична енергија на јавното претпријатие Комунален сервис Валандово. Точка број 8. Предлог одлука за измена на распоредот на средствата во буџетот на општина Валандово за 2024 година. Точка број 9. Предлог одлука за одобрување финансиски средства на Сдружение на граѓани за реализација на програмски активности. Точка број 10. Предлог програма за дополнување на програмата за урбанистичко планирање на општина Валандово за 2024 година. И точка број 11. Предлог програма за дополнување на програмата за изграда, реконструкција и одржување на локалните водоводни и фекални канализации во општина Валандово во 2024 година. Отварам расправа по предложениот дневен ред. Дали некој бара збор? Колегата Тоша победи. Јас во име на советничката група на ВМРО да поменем, сакам да нагласам дека дополнувањето во дневниот ред за денешната 34-та седница на Советот беше во последен момент, односно да не речем во 5 до 12, така што советниците имаат премногу краток период за разгледување на материјалите и доколку има потребно одредени консултации. А како што ги забележуваме, точките се доста сензитивни, се носаат одлуки за доделување за огромни средства. Не дека сме против, тоа е за доброто на граѓаните, да, но треба да имаме во иднина повеќе простор за разгледување на точките. Благодарам. Благодарам, колега. Победи, градоначалник. Благодарам, председавач, почитувани советници и граѓани. На дополнувањето на дневниот ред со испраќањето на материјалите ви беше најавено уште во понеделникот, претходната недела кога беа испратени материјалите и за сите точки на дневниот ред сте информирани претходно, за нив дискутиравме и на претходната седница на Совет и затоа дојдеме точка по точка за да ги подадеме образложението на истите. Од февруари месец, од кога се распишани изборите и важи изборниот законник, одредени точки не можевме да ги ставаме на дневен ред пред се, поради тоа што да не го доведеме Советот до непријатна ситуација, бидејќи не беа во сообразност со изборниот законник. Изборите завршија во месец мај, но изборниот законник продолжи да важи за разлика од претходните изборни циклуси, не до објавувањето на конечните резултати на Државната изборна комисија, туку до формирањето на влада и затоа ви беше ставена таа фуснота при пуштањето на материјалите за седницата на Совет, а новата влада беше избрана синоќа во доцните вечерни часови и затоа уште утрово ги имавте материјалите и дополнувањето на дневниот ред, кои што се во интерес на граѓаните, а претходно не сме можеле да ги
гласаме на седницата на Совет поради оваа причина. Финансиските трансфери до Сдруженијето традиционално започнуваат да се исплаќаат уште од февруари месец, сега поради изборниот законник не можеше и голем дел од програмските годишни активности на Сдруженијето течат, а ние како општина и како Совет треба да ги помогнеме за да не трупаат долгови за активностите кои што им се годишни и ги имаат. Голем дел од нивните настани знаете дека и се завршени. Дискутиравме за спогодбата која што треба да биде подпишана за да јавното комунално предпријатие биде релаксирано од трошоците кои што ги има за електрична енергија. На претходната седница на Совет и го дискутиравме. Истото ова е само согласност, а договорот треба да биде помеѓу три страни и општина Валандово, јавното комунално предпријатие и ЕВАНА, кој што во текот на наредниот период треба да биде подпишан. Точките кои што се однесуваат на урбанизам се однесуваат за реализација на проектните грантови кои што ги има добиена општина Валандово. Едното се однесува за проектирање на техничка документација за канализационен систем во населеното место Чалаки, за да се дополнува дневниот ред. Програмата за урбанистичко планирање во која што се случува измена се однесува на делот кај индустријската зона по местноста, попозната за граѓаните како полигон за полагање за возачки испит, бидејќи државниот проект за експресен пат и за поврзување на Струмица со Гевгелиево најголема мера поминува низ нашата општина и затоа се прави тој делот кој што општина Валандово ќе има дополнителен бенефит, бидејќи целиот тој простор таму ќе биде една нова индустријска зона. Да видиме други. И тука е и одлуката за субвенционирање на родителите, односно учениците кои што по прв пат ќе бидат запишани во нашето средно општинско училиште и кои што се тие точки сме ги дискутирали на седница на Совет и не се непознати и затоа и имаме седници на Совет за сите овие точки, теми, дилеми по дневниот ред можеме да дискутираме денес овде, бидејќи навистина тоа е и наша задача и наша одговорност. Така да мислам дека со сите голем дел од точките на дневен ред требаше да сега да бидат веќе пред советниците, но поради важењето на изборниот законник не беа да сега на дневен ред. И уште една забелешка, во месец април Советот на општина Валандово не заседаваше според годишната програма, нели има еден месец пауза. Затоа и во месец јули, и во месец август, каде што најчесто Советот не одржуваше една седница на Совет, општина Валандово и Советот на општина Валандово ќе имаат дополнително точки и Советот на општина Валандово ќе заседава, односно ќе има своји седници на Совет и наредните 2 месеца, односно ќе нема пауза. Така да сите точки од дневниот ред се однесуваат за да не го доведеме Советот на општина Валандово до непријатна ситуација. Имаше и дилеми до кога важи изборниот законник, одредени општини и совети на општините, точки од ваков вид веќе поминаа во тековните седници пред формирањето на владата, но ние се обидовме да не направиме Советот да биде во непријатна ситуација, кога веќе е изгласана новата влада, тогаш може полноправно да се донесуваат вакви одлуки по согласност со законските прописи. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Не би сакал јас да се повторувам, само сакам да ги уверам колегите дека не е направено со цел да се покметнат некои точки, туку само да се испадне во пресред на некои издруженија и на некои фирми кои што имаат иницијативи до општина Валандово. Голем дел од точките беа и најавени, како што рече градоначалникот, така да ќе имаме простор да дискутираме и на самите точки. Дали има некој друг за збор? Бидејќи нема, предлог дневниот ред го ставам на гласење, ќе молам да гласаме, кој е за? Благодарам, дали има против?
нема, воздржани нема. Констатирам дека едногласно со 15 гласови за е усвоен предложениот дневен ред. Пред да продолжиме со работа по усвоениот дневен ред, отварам расправа по однос записникот од 33-та редовна седница на Советот на општина Валандово. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, истиот го ставам на усвојување, ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема, воздржани нема. Констатирам дека едногласно со 15 гласови за е усвоен записникот од 33-та редовна седница на Советот на општина Валандово. Преминуваме на првата точка од дневниот ред. Информација за остварување на правото на користење на средства во вид на еднократна помош на граѓаните во општина Валандово. Збор ќе дадам на Стефан да даде само кратко образложение во врска со информацијата. Повели Стефан. Благодарам председателю. Ова е годишна информација за правото на користење на средства во вид на еднократна парична помош на граѓаните на општина Валандово, кое што работи врз основа на правилникот донесен од Советот на општина Валандово, а ги опфаќа категориите за лекување во државата, надвор од државата, социјален ризик и слично. Од 2023 година, од поднесени 67 барања, позитивно се решени 57, од тоа што за лекување за 22 лица од по 4000 денари, на 15 лица по 3000 денари, за социјален ризик на 17 лица од по 3000 денари, на 2 лица од по 2000 денари и за санирање на штета на елементарна непогода, пожар, на едно лице до 20.000 денари. Од 2024 година до 14.2.2024 од поднесени 10 барања, позитивно се одговорени вкупно 10 барања, со тоа што за лекување на 3 лица се доделени по 4000 денари и на 3 лица по 3000 денари. За социјален ризик на 4 лица од по 3000 денари. Исплатата на еднократна парична помош на семејства за запишување на дете во прво оделение во учебната 2023-2024 година доделени се по 4000 денари на 96 семејства за запишување на дете во прво оделение. За исплата на еднократен паричен надоместок за секое новородено дете кој е жител на општина Валандово во износ од 5000 денари во 2023 од поднесени 69, позитивно се решени 69 барања, а во 2024 година до 14.2 поднесени и позитивно се решени 9 барања. Да, благодарам. Благодарам Стефан. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, информацијата ја ставам на Извинете. Извини, Иван, повеќе. Добар ден на сите. Јас пред себе сакам да ја поздравам оваа одлука, бидејќи од големо значење и корист на самите граѓани на општина Валандово од оваа еднократна помош. Исто така знаеме дека пред една недела имаше голем пожар во населеното место Марвинци, каде што две фамилии се со огромна штета имат изгорено 2 трла и би им била навистина од голема корист оваа еднократна помош. И да се надеваме дека во иднина не би имале такви одлуки да доделуваме парични средства за вакви несакани настани. Благодарам. Благодарам, Иван. Ќе одговори Стефан, има информација. Чисто за информација, значи денес и двете барања се поднесени и архивирани во општина Валандово. Најпрво беше таткото со синот поднесе барање, веднаш по него поднесе и другиот оштетен, така да ќе се разведувате и се надевам ќе се помогне колку што може. Благодарам, Стефан. Дали има некој друг за збор? Бидејќи никој друг не се јави за збор, информацијата е ставена на усвојување, ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема, воздржани нема. Констатирам дека едногласно со 15 гласови за е усвоена информацијата за остварување на правото на користење на средства во вид на еднократна помош на граѓаните на општина Валандово. Преминуваме на следната, втора точка. Предлог одлука за примање и давање на трајно користење на движни ствари на Средното општинско училиште Гоце Делчев Валандово. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог одлуката ја става на гласање. Ќе молам да гласаме. Кој е за? Дали има против? Нема, воздржани нема. Констатирам дека едногласно со 15 гласови за е усвоена предлог одлуката. Преминуваме на следната трета точка. Годишен план за вработување на Основното општинско училиште Јосип Брз Титов Валандово за 2025 година.
Отварам расправа, дали некој бара збор. Колегата Тоше повели. Значи, јас сакам да наведам за оваа точка и за следните две. Во ова се дискутира за истото. Мисля дека ќе имаме прво обраќање од директорите на училиштето. Но, ова е план за вработување за 2025 година за училиштата Јосип Брз Тито, Страшо Пинџур и Гоце Делчев во Валандово. По моје видување, последниот совет, кога беа наведени овие точки, а од законски причини мораше да се повлечат, имавме предвидено околу 5 нови вработувања во сите 3 образовни институции, а сега тој број е зголемен на 7, плюс пензионирањата што мора да бидат обновени за нормално функционирање на образовните институции. Моја забелешка е зошто во време кога имаме намален број на ученици на ниво на општина Валандово, ние имаме потреба од зголемување на кадар. Не мора да значи дека бројот на вработени ќе биде реализиран како што ќе бидат изгласани овие одлуки. Но тоа дава дополнителен товар на буџетот на општината. Ајде, во овој момент тие средства се од дотации што се праќаат од Министерството за образование. Што правиме кога во иднина ќе имаме друга фаза од фискалната децентрализација и ќе треба општината да прибира сама средства и сама да исплаќа плати на сите вработени во образовните институции, кој проблем ќе се судриме тогаш да го имаме? Ние во овој момент, да, ќе решиме некој социјален статус, луѓето ќе се најдат работа, претпоставувам овие вработувања се веќе ги има во образованието, ќе бидат трансформирани од времени во трајни вработувања, но ова не е решение на проблемот. Јас мислам дека во иднина ќе бидеме доведени во прашање да размислуваме да мора да има отпуштања, да мора да има редуцирање на образовниот кадар, а со ова не решаваме ништо. И благодарам. Благодарам колега, сега не знам зашто ова недоразбирање, истите материјали се од претходната седница, ќе молам да кажете каде има зголемување на бројот, како што рековте, на вработување. Директорката на Јосип Броз Тито поради оправдани причини не е овде, присутни се директорите на Страшо Пинџур и Гоце Делчев, ќе ги образложат своите годишни планови за вработување на следните две точки, така да ќе можете и да поставите директно до нив прашања. Дали има некој друг за збор? Процедурална реплика. Извини, граначен позив. Го пофатам од самиот старт, но гласањето на годишните планови за вработување ги имавте во материјалите уште на претходната седница на Совет, кои што беа повлечени од таа седница на Совет поради дилемите дали треба да ги дискутираме на седница на Совет и до кога важи изборни закони, инаку го пофатив делот со децентрализацијата која што треба да се случува. Процесот на децентрализација во суштина значи дека локалните самоуправи тогаш би имале поголема фискална и финансиска моќ, односно децентрализација. Кога се мисли на децентрализацијата, првобитно се мисли на фискалната и на финансиската децентрализација, односно на повеќе средства кои што ќе ги имаат општините за реализација на своите активности, а во вториот дел на истото се однесува на многу повеќе зголемени ингеренции во полето на институциите, односно во моментот на територијата на општина Валандова и на секаде имаме конкретно во Валандово околу 13 институции кои што се раководат се уште од централно ниво, а како, например, шумското предпријатие, Центарот за социјални работи и слично, би станале општински институции. Така да,
конкретните планови за вработување се однесуваат и ги имаме секоја година и се стандардни, се знае по кои нормативи и закони се вработува во образованието. Тука нема ништо, не во ерете кога дискутираме за јавното комунално предпријатие или за општината и за нивните систематизации. Ова се систематизации направени по закон и се однесуваат на нормалното одвивање на образовниот процес. Овде и советникот за образование може да ви појасни одредени дилеми. Сонја како представник од општина Валандово кој што го работи конкретно овој дел, така да мислам дека воопшто немате потреба да дискутирате на овој начин. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Кој реплика? Од излагањето на градоначалникот забележувам дека нема ништо спорно што ќе има плюс вработување, и ако тие вработувања би го оптоварувале буџетот, во овој момент се исплаќаат од дотации од Министерство за образование. Зборуваме не за шумското и за останатите институции во општина Валандово, него конкретно за училиштата. Не ни смета на нас тоа дека претходниот пат биле повлечени истите точки се, него има промена во нив, сигурно има промена, ги разгледува точките, има плюс вработување. И не дека ние сме најпаметни и дека сме против тоа да има вработување. Дај Боже да има ученици, дај Боже нека има и уште школи нека се отвараат. Проблемот е друг, проблемот е во финансирањето на тие вработувања. Благодарам. Благодарам, градоначалникот за збор, повели. Јас мислам дека се изразив многу прецизно и ако ги има тие промени, кажете ги кај се направени промените, бидејќи сте ги читале материјалите и каква врска има тука финансирањето на одредените вработувања, кога што тоа е закон кој што важи насекаде подеднакво. И вработувањето во институциите образовни е регулирано со посебен закон. Се знае на кој начин се ангажира вработување, било да е тоа во наставниот, односно образовниот кадар, било да е тоа во техничко помошниот персонал. Во училиштата никогаш не можеме да зборуваме за пренатрупаност со бројот на вработени или за креирање на одредени политики преку тоа. Можеме да дискутираме и да го ставиме во корелација со бројот на ученици, но тоа е државна тема, колку наставници, колку учители, колку професори обслужуваат ученици. И тоа е голема тема за која што во моментот течат одредени анализи кои што се финансирани од страна на УНИЦЕФ. Но, ако ние тука дискутираме за годишни планови за вработување, дискутираме за годишни планови за вработување. Кога ви ги спомнав Центарот за социјални работи и кога ви го спомнав шумското стопанство, ви го спомнав поради тоа што вие претходно дискутиравте дека процесот на децентрализација што ќе се случило ако се зголеми, за да ви кажам што значи процесот на децентрализација. Процесот на децентрализација, еве уште еднаш, значи зголемени дотации од централниот буџет во општинскиот буџет. Во моментот, за секое едно вработување од овие да биде реализирано, потребна е согласност од страна на надлежното министерство, односно во конкретниот случај од Министерството за образование. Ниту едно вработување, освен личните асистенти за лицата со попреченост кои што имаат потреба, необразовните, личните асистенти, ги се финансираат преку централниот буџет. Така да тука воопшто не дискутираме за финансирање преку општинскиот буџет на начин со директни средства. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Дали има некој друг за реплика или збор? Доколку нема, годишниот план го ставам на усвојување, ќе молам да гласаме. Кој е за?
Благодарам. Дали има против? Благодарам. Воздржани нема. Констатирам дека со 9 гласови за, 6 против, нема воздржани и усвоен годишниот план за вработување на основното општинско училиште Јосиф Броз Тито Валандово за 2025 година. Преминуваме на следната, четврта точка. Годишен план за вработување на основното општинско училиште Страшо Пинџур, село Јосифово, Валандово за 2025 година. Овде е присутен и директорот на училиштето. Добар ден на сите. Годишниот план за вработување за 2025 година на основното општинско училиште Страшо Пинџур е следно. Имаме две барања кои што не се неопходни и реални, а тоа е хигиеничар кој што е стриктно наменет за спортската сала што е отворена од 2018 година, но и ден денеска не можеме да добиме согласност од Министерството за финансии и затоа уште не е реализиран. Се надам дека во иднина и оваа година ќе не се одобри. Исто така, второто вработување ни е благајник, или уште како се вика правилно благајник, виш референт благајник, бидејќи ние во нашето училиште нема ни книговодител, ни благајник, и затоа бараме барем благајник да не се одобре, и за да можеме да работиме во економскиот дел во училиштето полесно. А иначе сега за сега имаме еден сметководител кој што трите школи некако го плаќаме на некој начин со договори, но мислам дека подобро е да се добие согласност и сите школи да имаме полесно да работиме со плаќањето. Тоа не и најчесто товарно најмногу пати кога заглаваме се обраќаме на општинскиот наш за финансии, што треба, како треба да направиме, и тоа е малку потешко, затоа би сакал да се одобри ова место благајник и хигиеничар, бидејќи е неопходно и реално вработување во Страшо Пинџур и Сифово. Ви благодарам. Ако има нешто дополнително да прашате, повелете. Благодарам, директоре. Отварам расправа по четврта точка. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, годишниот план за вработување го ставам на усвојување, ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Кој е против? Благодарам. Воздржани? Не. Констатирам дека со 9 гласови за, 6 против, нема воздржани, усвоен годишниот план за вработување на основното општинско училиште Страшо Пинџур, село Јосифово, Валандово за 2025 година. Директор, ви благодарам за присуството. Преминуваме на следната, пета точка. Годишен план за вработување на средното општинско училиште Гоце Делчев Валандово за 2025 година. Овде е присутна директорката на училиштето, директорката доколку имате образложение, повелете. Добар ден. Средното училиште во Валандово. Добар ден. Средното училиште во Валандово има доставено план за вработување на технички персонал за 2025 година. Станува збор за лице кое што ќе го оствари законското право со полни 64 години за да се замени со нов работен. Благодарам. Благодарам, директорка. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, годишниот план за вработување го ставам на гласање. Кој е за? Благодарам. Кој е против? Благодарам. Воздржани нема. Констатирам дека со 9 гласови за, 6 против, нема воздржани, е усвоен годишниот план за вработување на средното општинско училиште Гоце Делчев Валандово за 2025 година. И благодарам на директорката за присуството. Колеги, ве молам, преминуваме на следната. Шеста точка. Предлог одлука за субвенционирање на семејства кои имаат ученик запишан во прва година во средното општинско училиште Гоце Делчев Валандово во учебната 2024-2025 година. Отварам расправа по предлог одлуката. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог одлуката ја ставам на гласање. Ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема, воздржани нема. Констатирам дека едногласно со 15 гласови за е усвоена предлог одлуката. Преминуваме на следната, седма точка.
Предлог одлука за давање согласност и областување за подмирување на долг за испорачена електрична енергија на јавното предпријатие Комунален сервис Валандово. Отварам расправа, дали некој бара збор? Колегата Тоше повели. Предпоставувам дека градоначалникот ќе беше присутен на оваа точка во моментов да даде образложение во оваа точка, бидејќи се работи за големи средства кои што треба да бидат обезбедувани во подолг период, во следните 24 месеци. Не е спорно тоа дека треба да се помогне комуналното предпријатие. Тоа е создадено од општина Валандово и за граѓаните треба да се обезбеди вода за пиење. Пред некој месец и од нашата советничка група беше како предлог дадено за општината да го помага комуналното предпријатие. Но во овој момент се работи за средства од близу 16 милиони денари, кои што треба да бидат исплаќани на 24 рати, некаде околу 666.000 денари месечно, што не е мала сума. Толку нема да трае и мандатот на градоначалникот, а ќе остави во наследство наследниот да исплаќа. Така да очекував поголемо објаснување од негова страна во овој момент. И благодарам. Благодарам, колега. Еве, пристига градоначалникот, ќе може да ви даде објаснување. Председавач. 6-та точка од дневниот ред, 7-та. Се однесува, знам која е, слушав, мој пропуст, технички. Се однесува за давање на согласност и овластување за подмирување за долг за испорачена електрична енергија на јавното комунално предпријатие Комунален сервис во Валандово по долготрајни анализи кои што ги направивме. Заклучивме дека можеме долгот да го подмириме и во пократок временски рок и дека навистина таа тема која што советниците од ВМРО ДПМН изминатиот период ја користат континуирано на седниците на Совет да дискутираат и политички да профитираат, да ја затвориме и конечно да покажеме дека нашето јавно комунално предпријатие кое што има убедливо најниски цени на своите услуги и еве ги прашувам да ги извадат цените на комуналните услуги на секоја седница на Совет во другите општини и да ги прочитаат јавно колку плаќаат граѓаните за тие услуги, конечно на секоја нивна реплика, став или било што за јавното комунално предпријатие, колку се они загрижени, ќе ги прашуваме јавно да ги кажат цените на јавните комунални услуги од другите јавни комунални предпријатија во државата и дали овој период на енергетска криза кој што беше зад нас, на континуиран раст на минималната плата, направи јавното комунално предпријатие овде на седници на Совет драстично зголемување од над 100, над 200% на цените на своите услуги, како што речиси сите 80% најмалку од предпријатијата во државата ги зголемија цените. Така да, почитуван колега, ако може да ни ги соопштиш цените на јавните комунални услуги во другите предпријатија. Благодарам. Благодарам градоначалник, ќе има колегата Тоше повели. Јас во овој момент нема да навлегувам за цените во другите општини за јавните предпријатија. Колку ще се достапни тие цени за мене, толку се достапни и за вас. Така да нема да навлегуваме во таа проблематика и да ја дискутираме. Поради тоа што се работи за огромни средства, а не се работи со тоа за решавање на проблемот со комуналното предпријатие на долг рок. Јас како и последната седница тука беше присутен и директорот на комуналното предпријатие. Го прашав кои се плановите за решавање на проблемите во комуналното предпријатие. Ние после овој период од 24 месеци
еве кога е обезбедено да не се исклучува струјата на ниво на цела општина на комуналното предпријатие, со оглед дека ќе плаќаме и високи средства, после овој период ние повторно би го имали истиот проблем. Што правиме ние со тоа? Ние не ги намалуваме трошоците. Општината постојано ќе плаќа. Значи во иднина ќе дојде во ситуација и општината да исплаќа плати на вработените во комуналното предпријатие. Дали комуналното предпријатие ќе ги врати овие средства што ќе бидат доделени од општината? Нема да ги врати, така? Дали цените на услугите ќе бидат покачени повторно? Ќе бидат покачени, така? Благодарам. Благодарам, колега. За збор се јави градоначалникот, повели. Благодарам, председавач. Како прво мораме да ставиме крај на ваквите ноторни глупости кои што се дискутираат на седници на Совет во општина Валандово. Како е возможно јавното комунално предпријатие да ни враќа средства? Советот на општина Валандово и општина Валандово го формирала истото тоа јавно комунално предпријатие за да ни дава услуги. И тие услуги се од најразличен карактер и со секоја нова година јавното комунално предпријатие превзема дополнителни ингеренции, ако претходно, пред 6-7 години, освен врската за водоснабдување во градот Валандово и потоа во Јосифово, било само на јавното комунално предпријатие, сега јавното комунално предпријатие речиси во сите населени места останати се уште многу малку, а на претходната седница на Совет ви дискутиравме за извештајот за квалитет на вода и ги споменавме кои се тие населени места кои што не се под јавното комунално предпријатие, во кои што институцијата, односно предпријатието, кое што е формирано од страна на Советот на општина Валандово, треба да го гарантира квалитетот на водата. Така да, почитуван колега, мислам дека навистина треба малку да се стопирате и да пазите што зборувате. И еве, уште еднаш ќе ве прашам, бидејќи се јавно достапни тие информации, бидејќи треба да престане вашето политиканство овде, да ми одговорите колка ви се цените на јавните комунални услуги во, еве, за почеток можеме да одиме во соседните општини да видиме колку плаќаат во сметката за комунални услуги, за вода, колку плаќаат за собирање на смет и така натаму и така натаму. Така да престанете со овој ваш, како да го наречам овде, однос кон јавното комунално предпријатие, бидејќи јавното комунално предпријатие е формирано за граѓаните и е формирано од граѓаните, бидејќи вие овде ги представувате граѓаните, не се представувате самите вас, плюс истата таа спогодба, ви реков дека е дел од анализа, одредени други општини, бидејќи нели споменавте и време траење на мандат и слично, подпишуваат спогодби на над 60-70 месеци, бидејќи долговите за електрична енергија им се драстично поголеми од она што се нашите. Така да престанете да ја манипулирате јавноста и наредниот пат директно да дојдете овде со факти и со аргументи и да дискутирате какви се цените, што се цените, каква е стратегијата и слично. Да престанете да собирате политички поени веќе на оваа тема. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Реплика има колега Милошев, повели. Јас наведов дека не ме интересира колку се цените во соседните општини. Јас гледам дали се во можност граѓаните на општина Валандово да си ги сервисираат услугите кои што ги пружа комуналното предпријатие и дали тие се високи или ниски. А тоа ние дали се однесуваме вулгарно. Јас не сум навредил лично никого. Јас критикувам работење. Затоа имаме обврска како советници, изгласани сме од граѓаните, да го слушате нивниот глас. Благодарам. Благодарам, колега. Контрреплика има градоначалникот, повели. Да го прашам и подсетам уште еднаш советникот кој што функционира на територијата на општина Вигелија да не ги каже цените на комуналните услуги таму. Благодарам. Благодарам. Дали има некој друг за збор? Бидејќи никој друг не се јави за збор, предлог одлуката ја ставам на гласање. Ќе ве молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани?
Нема. Констатирам дека едногласно со 15 гласови за е усвоена предлог одлуката. Преминуваме на следната 8 точка. Предлог одлука за измена на распоредот на средствата во буџетот на општина Валандово за 2024 година. Образложение ќе даде раководителот на секторот финансии, госпоѓа Марија Повели. Распоредот на средства во буџет на општина Валандово за 2024 година се врши пренамена на средства од конта кои што се веќе реализирани или конта кои што нема да се реализираат средства до првиот ребаланс, се прераспределуваат на контото на програмата АО, на контото за разни трансфери кои што оди за одлуки од каде што се исплаќаат средства за одлуки од Совет на општина Валандово. Благодарам. Благодарам. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Никој не побара збор. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани нема. Констатирам дека едногласно со 15 гласови за е усвоена предлог одлуката. Преминуваме на следната 9 точка. Предлог одлука за одобрување финансиски средства на Сдружение на граѓани за реализација на програмски активности. Сите средства се ставени во една одлука, јас ќе ги прочитам износите и за кои се одобруваат средствата. 30.000 денари за општинската организација на Црвениот крст Валандово, 90.000 денари за Сдружение на граѓани за музичка наобразба Полифонија Strings, 90.000 денари на Сдружение за развој на културата, спортот, уметноста и заштита на животната средина Валандовска бојмија, 200.000 денари на меѓународниот фестивал Пролетни веселби Хитбакшен фест село Чалакли Валандово, 90.000 денари на ФК Победа Валандово, 90.000 денари на ФК Ударник Пирава, 90.000 денари на ЖФК Победа 16 Валандово, 50.000 денари на Училище спортски клуб Валандово, 90.000 денари на КМФ проект, 90.000 денари на КУД Гоце Делче Валандово, 60.000 денари на КУД Младост Валандово и 70.000 денари на Сдружение Вокална група Распеани Валандовчани Валандово. Отварам расправа по предлог одлуката. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, истата ја ставам на гласање, ќе молам да гласаме кој е за. Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани нема. Еден воздржан. Констатирам дека со 14 гласови за, нема против, еден воздржан е усвоена предлог одлуката. Преминуваме на следната 10 точка. Предлог програма за дополнување на програмата за урбанистичко планирање на општина Валандово за 2024 година. Образложение ќе добиеме од представник од општина Валандово од секторот урбанизам. Анита Повели. Добар ден, благодарам председавач. Согласно Законот за урбанистичко планирање се врши дополна на програмата за урбанистичко планирање на општина Валандово за 2024 година, па во точка Г се додаваат две нови подточки. Односно по поднесена иницијатива за изработка на измена и дополна на одобрена планска документација од Друштво за инженеринг и консалтинг Чакар Партнерс се врши дополнување на програмата за урбанистичко планирање. Оваа измена се јавува поради тоа што проектната документација на проектот за инфраструктура за државен пат Струмица Валандово навлегува во опфатот на одобрена планска документација од 2008 година, урбанистички план вон населено место за стопански комплекс Еврохормонес во катастарска општина Раброво. Со измена и дополна на планската документација нема да биде нарушено функционалното решение на планот, ќе се избегнат сите фактори за ограничување на реализација на проектот од јавен интерес за планираниот државен пат и ќе се запазат сите технички прописи за проектирање на патишта од специфични теренски услови. Финансирањето на овие измени ќе биде на товар на поднесителот на иницијативата. Втората подточка се однесува на започнување на постапка за донесување на урбанистички проект во опфат на урбанистички план за изработка на инфраструктурен проект за изградба на канализационен систем во село Чалакли, што произлегува од договорот за доделување на финансиски средства склучен помеѓу Министерството за животна средина и просторно планирање и општина Валандово. Ви благодарам.
Благодарам, Анита. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог програмата ја ставам на усвојување, ќе молам да гласаме кој е за. Благодарам, кој е против, нема воздржани. Благодарам, констатирам дека со 9 гласови за, нема против, 6 воздржани е усвоена предлог програмата за дополнување на програмата за урбанистичко планирање на општина Валандово за 2024 година. Преминуваме на последната 11-та точка. Предлог програма за дополнување на програмата за изградба, реконструкција и одржување на локалните водоводни и фекални канализации во општина Валандово во 2024 година. Повторно ќе дадам збор на Анита, ќе даде образложение. Повеќе. Благодарам. Значи, со оваа програма се врши измена на програмата за изградба, реконструкција и одржување на локалните водоводи и фекални канализации во општина Валандово. Во делот канализација се додава нов текст кој што гласи согласно договорот склучен помеѓу општина Валандово и Министерството за животна средина и просторно планирање, финансиски средства од 3.500.000 денари ќе се реализира проектот изградба на техничка документација за населено место Чалакри. Благодарам. Благодарам. Отварам расправа по предлог програмата, дај го бара збор. Бидејќи никој не побара збор, истата ја ставам на гласање. Ќе ве молам да гласаме кој е за. Благодарам. Дали има против? Нема воздржани, нема. Констатирам дека едногласно со 15 гласови за е усвоена предлог програмата. Со ова целосно е исцрпен предложениот и усвоен дневен ред. Само ќе ве замолам, колеги,